По подолг период, македонска градежна компанија ќе учествува во изградбата на капиталните инфраструктурни капацитети во Македонија. Гранит ќе го доградува патот кон Блаце и Косово. Малку историја за секторот на градежништвото во Македонија. Пред повеќе од 5 децении во него работеа повеќе од 20.000 работници. Дома или во странство. Ирак, Либија, Русија, Чехословачка. Нискоградба и високоградба. Гранит, Маврово, Бетон, Пелагонија и Линден. Техника, трудбеник беа фирми што го носеа товарот во градежништвото. Со почетокот на транзицијата, една по една стигнаа до ликвидација, се до последниот Бетон. Единствено Гранит е компанија која опстои и се развиваше под успешното менаџирање на Страшо Милковски. Гостин во ова издание на Трилинг еден од менаџерите во Гранит, Андреас Серафимовски. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Изненадени сте од одлуката на владата на македонска градежна компанија да се довери да учествува во изградбата? Многу сум пријатно изненаден, дури ми е и нестварно после толку годишна борба, како комора, како здружение, како градежна фела, дека повторно се враќа надеж дека нашите компании добиваат подршка и им се дава подршка да градат големи инфраструктурни проекти, така да многу сум пријатно изненаден и сето она што се боревме, многу предолго, можеби траеше долго, над 10 години, тоа да македонската оператива си ја има главната улога во креирање на бизнис амбиентот во градежништвото, така да се надевам дека ќе се приспособиме на овие подобри услови сега и ќе можеме да се израдуваме на рад како што и доликува, дека сега се уште сме некако во некое бунило, не сме навикнати македонски компании да добиваат големи парчиња, големи залаци од работите што се градат, поготово во нашата земја, и ова влева една голема надеж дека престои светла иднина за градежништвото во периодот што следи, а јас се надевам дека градежништвото во Македонија е толку способно и толку има историски корени, дури влече голема традиција, дека ќе возврати и дупло подобро него онаа доверба што му е дадена во моментот. Сметате ли дека во овој момент градежната оператива има капацитет со овие ресурси со кои располага, говорам и технички и кадровски, во услови кога сите македонски компании се жалат од недостиг на работна сила? Како тоа ќе го менаџирате? Значи капацитетите се создаваат и се губат. Правилниот однос е дали имаме ние потенцијал. Значи потенцијалот наш е докажан и покажан на сите оние проекти во историјата што сме ги градели, не мора во подалечната, може и во публиската историја, така да македонска фирма, поготово референтна и што работела во странство и што работела во дома, никогаш не изгубила референца на одреден проект заради капацитетот што го прикажува или потенцијалот што го имало. Јас рачунам дека потенцијалите се неискористени во Македонија, дека баш со вакви проекти големи инфраструктурни, кои што ќе бидат вклучени нашите домашни компании како двигатели на развојот, ќе се создадат капацитетите кои се потребни за да можеме не само да се работиме она што е потребно на државата тука, него да излеземе и на странските пазари и да почнеме да влеваме странски девизи на нашиот пазар, а не да одлеваме наши пари во странски економии со доделување на тендери на странски компании. Станува збор за сума од 220 милиони евра, клучката Скопје кон граница кон Косово, покрај кинезите кон Охрид, Бехтел Јенка кон Албанија и од Кичево, ќе градите 10 километри 3 години. Кинезите прават за 3 месеци автопат. Значи, проектот е захтевен, проектот има, повод трасата е предвидена да биде со тунели. Другиот дел има голем број на мостови, виадукти, провози, 40 објекти од бетон што треба да се изградат, така да голем ќе биде предизвикот пред конзорциумот предводен од Гранит, но голема ќе биде и задоволството кога ќе се направи, кога ќе биде тоа и квалитетен проект, кој ќе биде проект кој што ќе служи на населението долги години, и се надевам дека капацитетите што ги има компанијата што ја работи како конзорциум ќе бидат целосно исполнети и ние овој проект ќе го изградиме согласно очекувањето. Какви се изведувачките капацитети? Изместена ли е целата првобитна траса кон Блаце? Проектот сега што го имавме, значи добивме готов проект, тој е проект кој е тендериран и добиен на тендер, мислам дека е донација на едното предпријатие, така да имаме готов проект, треба да го разработиме изведбено и да почнеме да го работиме. Во моментов се уште
договорот не е потпишан, така да ги немаме сите документи и сите потребни цртежи технички, така да кога ќе го потпишеме договорот, ќе бидеме воведени во работа, имаме одреден рок во кој што треба да ги дадеме нашите забелешки, тогаш ќе видиме проектот во какви граници е, што е се потребно, дали има аномалии, дали нема аномалии, дали ќе може тоа да се реализира брзо и ефикасно или ќе треба да се преземат други мерки, но сепак уште еднаш ќе нагласам капацитетот, ако е прашањето до капацитетите на компаниите, уште еднаш ќе нагласам дека капацитетот на компаниите се креира со вакви големи проекти, ако доколку постои потенцијал во фирмата тоа да го направи. Тоа што македонска фирма е предводник на конзорциум која ја добил ова јавната набавка која е финансирана преку Европска банка за обнова и развој, значи има таму одредени филтри кои треба да ги поминете, кои ќе оценат дали вие може да го сработите овој проект, со тоа што е избрана конзорциум со македонска фирма на чело, значи сите тие филтри се поминати и дека и документацијски капацитет потврден дека може овој проект да се заврши квалитетно и на време. Видите дека договорот уште не е потпишан, а на првото моје прашање дали сте изненадени што сте го добиле проектот да го работите, може да ви се случи да извисите? Не верувам, мислам тоа се процедури кои ги наметнува Европска банка за обнова и развој. Значи, во моментов договорот треба да се приложи као драфт, треба да се коментира, тоа се постојани процедури кои ги има јавното предпријатие, навикнати сме на нив, така да се има одредена процедура како треба и што треба да се направиме ние, се додека се не почнеме оперативно да работиме, тоест не се воведеме во работа. Кој е проектант? И дали се веќе добро разгледани можните сплечишта, излезните правци? Проектант е странска компанија Hill International и во тек на тендерска постапка разработен е проектот од страна на нашите служби при давање на понуда, но сепак имаме одреден рок кој што треба да го испочитуваме, да ги согледаме сите аномалии за да можеме да ги решаваме навремено за да не трпи нити рокот, нити квалитетот на проектот, така да се надевам дека тоа ќе биде летово направено и ќе можеме да стартуваме со некое знаење и со некоја перспектива што се треба да направиме за да немаме големи кошници административно правни, како што имавме на пример на проектот Кичевок. Дали е извршена веќе експроприација? Не сум информиран за детали околу експроприација, тоа е во доменот на јавното предпријатие, но со оглед на тоа дека проектот е пред потпишување на договор, значи голем дел од неа би требало да се заврши, значи ќе може да се почне да се работи оперативно, а деталите околу тоа треба да ни бидат соопштени по потпишување на договор. Симптоматично е што толку релативно мала километража станува збор, а 10 години ќе се гради. Проектот Блаце сега што треба да почне да се работи е мала километража, но е многу захтевен. Значи, со оглед на тоа дека повод километражата се тунели, и тоа дупли тунели, тоа е 5 километри во тунели, дупли, значи 10 километри во тунели треба да се изградат. Јасно е зошто е толку захтевен и зошто толку чини. Така да рачунам дека овој можеби во Македонија ќе биде еден од најзахтевните проекти што некој го извел од аспект од техничко ниво. Преостанува да во тоа сите се увериме, така да ја се надевам дека ова се што го збориме колку статираме после на крајот на проектот, дека сме извеле нешто што до сега технички не било изведено. Имате ли обезбедени работници? За работници немаме никаков проблем, за сета она технологија што се бара во проектот. Фирмата е спремна, така да не гледаме никаква пречка да почнеме сега да го работиме и со успех да го работиме. Андреа Серафимовски од компанијата Гранит, гостин во ова издание на Тренинг. Господин Серафимовски, имавте една интересна помалку изјава во делот на градежништвото, односно напливот на изградба на згради и станови, дека дури еден ден прогнозирате дека балонот ќе пукне, но дополнено на тоа велите цените и натаму ќе растат, се дека има побарувачка. Колку граѓани се подготвени да го одврзат кесето за така глатко да купуваат станови? Значи, последните 5 години сите констатираме и пријатно сме изненадени како индексот на цени на станови расте. При секоја промоција во Заводот за статистика на потатоците од страна на Народната банка, но првото тромесечие оваа година видовме дека покачувањето на индексот на цени на станови после подолг период е 0,1%, значи тоа можеме да го сметаме за 0% или нема растење ни за становите, што ни дава за право да кажеме дека почнува она што го ние прогнозиравме, тоа е
израмнување на понудата и побарувачка, и во периодот што следува ќе биде многу интересно, ќе видиме колку се македонските граѓани мокни да платат за одреден стан и како на која цена ќе дојде стабилизација на цената. Со оглед на тоа што имаме, ние сега креиравме и групација на агенции за недвижнини во рамки на Сдруженијето. Имавме седница минатата недела и побаравме они статистика во првите 3 месеци какви се резултатите од продажбите на становите. Утврдивме дека во првите 3 месеци во оваа година, во првиот квартал, продажбата е намалена за 25% за разлика од првиот квартал во 2025 година, што значи дека податоците од сите статистики кои ги користиме се покопуваат дека доаѓа до заситување на пазарот и периодот што следува ќе биде многу интересен по однос на тоа да видиме на која цена ќе се стабилизира цената на продажба на станови, со оглед на тоа дека трошоците реално не се толку мали и не би можеле да очекуваме некој огромен пат. Јас баш сум интересно ми е да видам кај се ќе дојде и кога ќе дојде до стабилизација на цената, на која цена и на кој ниво ќе се стабилизира. Дали ви очекувате пат на цената на квадратурата на станови и за колку? Значи ако збориме за цена на квадрат на станови, ние немаме генерална цена. Во моментов толку е голем диапазонот на разлики, така да во општина Центар вие може да купите стан во моментов и за 2000 евро и за 3.500 евро. Сега правиме моабет дали станува збор за за нова градба или за стар стан? И од новите станови. Имате станови кои се продаваат по 2000, 2200, 300 евро, но имате и нови станови кои се продаваат по 3.500 евро. Така да тој голем диапазон ни утврдува дека нема во моментов репер цена, но јас се надевам на следно, дека оние станови кои ќе бидат квалитетни, кои ќе бидат изградени на локации кои ќе нудат добар квалитет на живот, ќе бидат секогаш поскапи и тие нема да биде репер за цена, како нигде што не се репер во светот, така да денес во Белград имате стан што се продава и по 10.000 евра, без разлика што цената се движи од 3 до 4.000 евра, тоа ќе дојде и кај нас, може не во тој диапазон на цени, но ќе имаме станови кои ќе бидат квалитетни, изградени од искусни изведувачи, од стабилни изведувачи, кои ќе нудат квалитет на живот, кои ќе нудат средина во која се изградиле, кој ќе нуди и добро школство, и добро здравство, и се она што е потребно за квалитетен живот, и тие секогаш ќе бидат поскапи. Што се однесува до сите оние стамбени единици кои ќе бидат, да не кажам, во нормала, значи ќе може да си приуштат да ги купат граѓаните кои имаат лични доходи од нормални работни места, ценам дека тие ќе сега ќе биде многу интересно на која цена ќе се стабилизираат, но да речеме дека стан што не е луксузен, јас верувам дека ќе биде негде од 1800 до 2200 евра во Центар. Дека нема да биде повеќе. Може ли да дојде до презаситеност на пазарот и ако има невселени станови, што одредени податоци покажуваат, дали тие странски пензиски фондови може да ги откупат, како што неодамна откри Народната банка? Не е исклучено и тоа да ни се случи. Нас ни се случи побарувачката да биде многу поголема од понудата после мораториумот што го имаше општина Центар. Така да, со оглед на тоа дека во атрактивните општини во моментов кој што се Центар, Карпош и Аеродром се издаваа одобренија за градба во минатите 2 години бија во постојан пораст, така да не исклучувам дека можеби више можностите на граѓаните се исцрпени, а премногу одобренија се издадува после тој долг период на мораториум и проблеми што ги има општините, така да не се исклучува и можноста дека ќе дојде до заситување. Ние сме една поднебје која нема стабилни текови, како што дојде тоа да се покачи цената за период од една година, значи ние имавме цена да речеме во општина Центар која се движеше од диапазон од 1200 до 1450 евра долги години. Во рок од година и пол стигнавме да имаме цени од 2300, 2500, 2700 евра на метар квадратен, така да и обратниот процес не се исклучува, ама тоа е само можно сценарио, а дали ќе се случи останува да видиме. Со години зборуваме за Чебрен и Галишта, различни идеи од тоа да се дадат на странски конзорциум, па до ние сами како држава да го градиме. Како гледате на овој проект? Пријатно сум изненаден и пријатно не очекував дека државата би можела да смогне сили и да го финансира Чебрен и Галишта сопствени средства, што значи дека од сите одлуки за тоа кој ќе го гради, како ќе го гради, како ќе се стопанисува, ќе останат на државата без никакви влијанија од кредитодаватели или од други институции кои позајмуваат или одобруваат кредити.
тука гледаме на огромна можност дека ние како држава може да ги покажеме своите капацитети, дека верувајте, кога сте вие инвеститори, кога имате обезбедено парите, сите странски помоши ви се достапни. Значи ние тоа мора да го утврдиме и да го кажеме еден ден дека има два начини на функционирање. Дали вие ќе работите за странска компанија и ќе бидете тој што нема да ја води референцата, а сите работи ќе ги сработувате, или ќе бидете оној чинител, главен чинител при изведбата, преку кој што и странците ќе работат. Така да ние мора да ги погледнеме вистините во очи, така да јас мислам дека да се финансира, да се изгради Чебрен игалиште кој е исклучително комплексен и комплициран проект, ми дава некако многу позитивен такт дека државата ќе смогне сили со сопствени капацитети при изградба и при стопанисување да проба да го изгура овој проект најдобро што може, а секогаш оние стручни помоши што ние ги немаме, оние технологии што ние ги немаме, секогаш може да се донесат и да се купат ако имате финанси да го тоа финансирате. Не мора да дојде некој друг за да ви го прикаже тоа, доволно е да биде палката под вас и вие да ги менаџирате работите. Изградбата на хидросистема би чинила околу 2 милиарди евра и би се градил со домашен конзорциум. Сметате дека имаме и во овој дел капацитет бидејќи станува за крупен залог? Јас се надевам дека тој што го планира да го изгради со сопствени капацитети, прво има доволно техничко-административни капацитети тоа да го направи, иначе не знам зошто би имал план да го сработи со наши пари и со наши капацитети. Така да верувам дека административно овој проект кој има големи исто административни барања, ќе биде добро сработен да после изведувачите лесно го менаџираат при изградбата. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Ви благодарам и на вас. Андреа Серафимовски, менаџер во Гранит и претседател на Сдружение на градежници во рамки на Стопанската комора на Македонија, гостин во овој издание на Тренинг. Туризмот го гледам како економски феномен и не сум да кажеме не сум ни противник за тоа што се префрли во Министерство за култура и туризам. Имаме многу примери во држави, посебно и во соседните држави кај што туризмот е ставен заедно со културата. Да се надеваме дека ова навистина ќе испрати една силна порака.